Критична е состојбата на охриѓанецот Дарко Најдевски, кој 7 години живее со двојна механичка потпора на срце и чека трансплантација. Моментално хоспитализиран, се сочува со борба за опстанок и борба со времето. Неговото срце повеќе не може да издржи, а поради долгото носење на ваквите помагала доаѓа и до други компликации. Затоа потребна итна трансплантација на срце од починат донор со цел да може да продолжи да живее. 7 години живее со тие две механички потпори, кои што се мост до трансплантација, меѓутоа еве веќе и по 7 години активно чекање на националната листа за трансплантација и ниската свест за донирање органи, се уште го немаме дочекано тој повик. Состојбата е повеќе од итна. Доаѓа до пропуштање на неговото природно срце, не на апаратите. Апаратите си работат својата функција, меѓутоа неговото срце повеќе не може да издржи. Станува збор за комплицирана ситуација во која што доаѓаат други компликации од долгото носење на ваквите помагала, кои што се само мост до трансплантација во нашиот случај. Токму затоа е потребна итна трансплантација на срце од починат донор со цел да може мојот сопруг да живее. Неговата 7-годишна ќерка Мила со апел што поскоро да се најде донор за незиниот татко да оздрави и да биде присутен додека расте. Единствено што сакам е тато само да ми оздрави. Молам. Со истиот проблем се случува и стружанецот Васко Јолески, чиј живот е потполно зависен од батерија и струја. Тој повикува дека потребно е подигнување на свеста за органодарувањето, бидејќи во моментот кога згаснува еден може да се спаси друг живот. Премногу долго чекаме како лица со механичка циркулаторна потпора, а последиците се знаат. Сите други органи почнуваат да затајуваат, односно да се разболуваат од постојаниот притисок што го прават пумпите, додека работаат 24/7. Ја користам оваа прилика уште еднаш да апелирам и до народот, што повеќе да одлучува да донира органи кога ќе се најде во ситуација некој од нивните блиски да биде во незавидна состојба, односно да го изгуби животот и кога не може ништо да се направи друго за неговиот живот, нека бидат доволно хумани да спасат други најмалку 4-5, можеби и 8 човечки животи. Иако во светот ваквите пациенти се водат како ургентни, досега кај нас не е направена ниту една трансплантација на срце кај лица со механичка пумпа. Нина Ритоновска, Сител телевизија.